Над 40 километри улици во Штип за краток период ќе се реконструираат и ќе се покријат со асфалт. До крајот на наредната година речиси ќе нема улица која нема да биде асфалтирана или бетонирана. Со вакви амбициозни најави искажени од градоначалникот на Штип примариус магистер Илчо Захариев, стартуваше асфалтирањето на многу улички и улици, активност која во континуитет се одвива повеќе од еден месец. Градежната офанзива е присутна и видлива насекаде. Граѓаните воодушевено констатираат и даваат подршка да се продолжи со слично темпо. Се што се направи се е добро. Не е битно дали улица, дали парк, дали дрвце посадено, се е добро. Порно може да речеме овие година, две упорно се обновува нешто, се доградува нешто, важното може да речеме дека иде. Се е направено. Супер. Ви локална и сите локална градаш и градоначалник се труде, сите се трудат, сите гледаат да направат се подобро, се поубаво. Ја го сега асфалтират нови улици, оваа ја направија тоа дека одржават пастрамелијадата. Затоа те не направија. Чудна работа. Во Штип досега крпењето на улиците се вршеше инцидентно, најчесто неквалитетно и во период кога временските прилики не го дозволуваат тоа. Токму поради таквиот начин на санација, ударните дупки се намножија толку многу, што освен на автомобилите, по нив тешко беше и движењето на пешаците. Најкритични беа централните улици, каде што е и најголемата фреквенција. Сега состојбата се менува од корен. Тоа освен нашите, го забележуваат и возачите од страна, како што е примерот со оваа жена возач. Од каде сте? Од Скопје. Ви се допаѓа градот вака? Скопје живеам, али тука доаѓам секоја недела, многу не шетам, али за сега е супер. Како почнало од мерак, улиците се најважни. Улиците се беа катастрофа. Али сега слушам дека и отиња она коритото ќе се прави. Значи прекрасно. Асфалтирањето на улиците продолжува со несмален интензитет. Освен во градот, до крајот на летото се планира со асфалт да бидат послани повеќе улички надвор од градот, во Чардаклија, Пухче, Долани и други села. За овие намени, општина Штип ќе издвои околу 10 милиони денари.